Он мисли дека после овие победава на локални избори, дека неговата политичка кариера е зациментирана. Абе, друже, твојот најголем проблем ќе биде незадоволството на граѓаните затоа што не може да го поминат месец. Џабе ова све приказната со бугарите во уставот и кокав си ти патриот ќе заврши денот кога најголем дел од народот у оваа држава нема да може да го помине месецот. Како што ветуваше дека ќе донесеш економска преродба у државата, таа од месец во месец бројката ти се зголемува. Кога ќе тропнат тие гладни луѓе на врата, нема да биде и што ако Албанија влегло во Европска унија, и што ако Албанија не поминала, него ќе бараат леп од тебе. Кога ти добиваш апсолутна власт, ти имаш и апсолутна одговорност. Ти мораш да понудиш решение. Ти во самата твоја програма стратешка определба на ВМРО ДПМН е членството во Европската унија. Ако ти основната стратешка определба на партијата и на програмата која што си ја пишувал не можеш да ја оствариш, онда ти си неуспешен премиер. Затоа што тоа што било главна стратешка цел на државата не можеш да го оствариш. Тука е умешноста во тешките работи, не во чистењето на Скопје. Не да мириса на шампони да се прошеташ, да речеш оваа сијалица треба да проработи утре. Проблемот е да овозможиш иднина за овој народ што живее тука. Да не бидеш запамтен како еден од последните премиери на оваа држава. Затоа што иднината на оваа држава сега како што стојат работите да не постои. Членството во Европската унија гарантира средства, парична грантови, парична помош и гарантира систем кој што ќе функционира. На тоа ни треба. Ти во 2 години покажа дека тоа не можеш да го спроведеш, дека ти Европа дома не можеш да ја донесеш.